Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев приреди свечен прием на Сдруженијето на борци од Народно-ослободителната војна по повод 7 септември, денот на ослободувањето на Кочани. Воедно на споменикот на слободата и пред бистите на Лјупчо Сантов и Раде Кратовче во паркот на Револуцијата, делегации од општината, Советот на општина Кочани, Сдруженија на борци од НОВ и политички партии положија свежо цвеќе. По повод 74 годишнината од ослободувањето на Кочани и 27 години од прогласувањето на независна и самостојна Македонија, градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев денеска се сретна со представници на Сојузот на борци од НОВ од Кочани и Виница. На средбата се разговараше за моменти од поблиската историја на Кочани, за значењето на предстојниот референдум и за потребната заштита и рехабилитација на некои споменици и спомен обележија во Кочани и Кочанско. Во разговорите беше истакнато дека празничните средби на градоначалникот со представниците од Сојузот на борци од НОВ се можност за координација на заеднички активности од јавен интерес. По повод двата празника, делегација од општината, Советот, Сојузот на борци од Кочани и Виница и од Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз положија свежо цвеќе на споменикот на слободата и на бистите на борците Лјупчо Сантов и Раде Кратовче. Воедно градоначалникот Николчо Илиев испрати празнична честитка до граѓаните со желба за поубава иднина и просперитет на држава. Денешниот празник 7 септември, 74 години од ослободувањето на Кочани и во пресред на утрешниот празник, денот на независноста на Република Македонија, заедно со борците и со разни делегации ги посетивме двата споменици кои се дел од нашата историја. Оваа прилика ја користам на сите граѓани на општина Кочани да им ги честитам двата празника, најпрвен денот на ослободувањето на Кочани, денешниот ден, и утрешниот празник, денот на осамостојувањето на Република Македонија. Честит празник! Честитка по повод 7 септември, денот на ослободувањето на Кочани, упатја и председателите на Сдруженијето на борци од НОВ од Кочани и Виница. Денес делегацијата на Сојуз на борците положи букет свежо цвеќе на споменикот на слободата, а потоа во паркот на споменици првоборци Лјупчо Сантов и Раде Кратовче. И користам оваа прилика да им го честитам празникот, војниот празник на граѓаните од Кочани, Чешиново, Облишево и Зрновци. 7 септември е значаен ден за граѓаните на општината. Пред 74 години токму на овој датум со помош на правоборците од НОВ, на кои денес им ондаваме почит, Кочани ја доживеа слободата. Кочани во моментов има образование на таксиметар. Само за да можат да дојдат на настава и да се вратат дома, на сите наши ученици ќе им требаат стипендии од по $40,000. Меѓу другото, на прес истакна председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДВМ Емиле Левков. Почитувани сограѓани, градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев не исполнува законската должност и не обезбедува бесплатен автобуски превоз на редовните ученици во училиштата на територија на општината. Да појасниме, учениците со посебни потреби и нивните старатели го плаќаат превозот од свој джеп, иако тоа представува обврска на општината. Мега најавите на градоначалникот Илиев за рационализација на трошоците за превоз на општината завршија со 100% успех. Илиев го укина бесплатниот превоз. Само сега имаме сериозен проблем. Како прво, општина Кочани не го почитува законот за основно и средно образование и не обезбедува бесплатен превоз за учениците со посебни потреби и нивните старатели, со што не остварува дел од законски утврдените надлежности на општината. Како второ, за родителите на деца ученици од локалните места и пооддалечени населби, со укинувањето на превозот е воведена нова давачка, тоест родителите плаќаат нешто што треба да го обезбеди општината. Единствен заклучок е: Кочани во моментот има образование на таксиметар. Само за да можат да дојдат на настава и да се вратат дома, на сите наши ученици ќе им требаат стипендии од по $40,000.
Граѓаните на Кочани веќе гледаат кој манипулира и кој греши. Стекнувањето на ефтини политички поени, секојдневни координации со СДС, делењето на работни места и учество во партиска кампања за референдумот се покажуваат како приоритети на општина Кочани и за жал далеку поважни од интересот на децата. Во контекст на сето ова, ниту едно соопштение или ваш одговор нема да го сокрие фактот дека бесплатен превоз нема. И тоа по ваше барање. А со тоа е причинета штета на наставата, на родителите и на учениците од Кочани. Одговорност мора да има. Благодарам. Писмен одговор на одржаниот прес на ВМРО ДПМН стигна од градоначалникот на Кочани Николчо Илиев. Почитуван председател на општинскиот партиски огранок, работите по принципот 100 пати повторена лага, за да ги убедите граѓаните во нешто на кое никако не можат да ви поверуваат. Граѓаните очекуваат одговор, каде завршија парите од разликата од пазарните цени и цените кои ги плаќавте за превозот на учениците. Тој податок им го должите на граѓаните, за да знаат каква давачка плаќале 9 години, со каков таксиметар вие ги возевте. Тоа беше давачка со која немилосредно ги злоупотребувавте, а при тоа за тоа воопшто не знаеле. А тоа се нивни, а не ваши пари. Одговорете им на граѓаните, дали со овие притисоци, лаги и манипулации сакате некој повторно да ги оштети граѓаните, оние кои вие доволно ги оштетивте. Ви пречи секаква рационализација на трошоците, затоа што вие сакате да го покриете милионскиот грабеж што го вршевте. Бесплатниот превоз не е укинат, ниту ќе биде укинат, туку имаме ново законско решение со кое е утврдено дека превозот ќе се врши по пазарни цени. Од надлежното министерство ги чекаме конечните насоки по кои треба да работиме. На овој начин ќе заштедиме пари со кои училиштата ќе бидат пристојни места за одвивање на наставата, а не вакви какви што ни ги оставивте. Во тоа е разликата меѓу вас и нас. Ние мислиме и работиме во интерес на граѓаните, а тие добро знаат како работевте вие и можат да направат споредба. Почитуван председателе, мене никогаш не ми требале, па и сега не ми требаат ниту политички, ниту какви било други поени. Тоа е ваш стил на работење и такви поени вам ви требаат. Затоа ги спојувате политиката и образованието. Затоа образованието го доведовте на вакво дередже. Немам потреба од координации со никого, а уште помалку учествувам во делењето работни места. Вие тоа добро го знаете и го почувствувавте додека бевте директор. Дали добивавте сугестии за вработување од мене? Зборувавте дека за прв пат имате слобода во одлучувањето во секој домен на работењето, како вие, така и останатите директори во образованието. Така беше, така и ќе остане. Откако станавте прв партиски човек, го негирате јавно кажаното, што пак зборува за вашиот карактер. Вие направивте доволно штета на образованието. Нам ни оставивте и долгови и купиште нерешени проблеми, кои почнуваме да ги решаваме. Граѓаните наскоро ќе ги почувствуваат резултатите. Се вели во писмениот одговор на градоначалникот Николчо Илиев на пресконференцијата на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Од денес до недела 100 извидници од 3 градови ќе кампуваат и ќе учат извиднички активности во природниот раскош кај Трасинско езеро. 100 професионални, но и почетници извидници од денес до недела ќе кампуваат на Трасинско езеро како учесници во првиот регионален камп во организација на Виница, Кочани и Штип. Стартните подготовки ги започнаа напладне, а во најава се повеќе активности. Пред се сакам да изразам голема благодарност до општина Виница, особено до градоначалникот Ивица Димитров, како и до Ротари клуб Винчини и риболовно друштво Крап Виница, кои ни возможија да го направиме овој камп. Пред се главно кампот ќе се состои од многу активности, како што се рафтинг, хајк, стрелани со лак и стрела, кој ќе има возможи на членовите да го развијат своите физички и психички способности. Но пред се главно е дружењето и соработката помеѓу извидниците, кои ќе има возможи да ги развијат своите интерперсонални комуникацијски вештини.
На овој камп ќе бидат присутни околу 100 членови кои ќе се надам ќе си поминат убаво. Сакаме да го раздвижиме ова движење, да биде популарно, па главно со цел децата да поминуваат повеќе активност надвор во природа и да се отргнат од технологијата која им носи повеќе штета отколку ли корист. Тука заедно со останатите одреди од источниот плански регион се трудиме да организираме 3-дневен камп кој за цел има да ги вмрежува извидниците со деца кои никогаш досега не биле во извидници, со тоа што ќе им преку нашата атрактивна програма која вклучува рафтинг, стреличарство, учење на ориентација, прва помош, се надеваме дека на децата ќе им дадеме трајни и квалитетни знаења кои ќе ги користат натаму во животот, исто така ќе ги заинтересираме за извидници и ќе им ја покажеме можноста дека може преку извидници да научат многу работи и дека во иднина исто така ќе се придружат и заедно ќе ја направиме таа една поголема ќе создадеме таа поголема бројка на извидници во извидничката фамилија не само во Македонија, туку и во светот. И се со цел да го восприемаме извидништвото на еден повисок степен, за разлика од тоа што беше, бидејќи знаеме дека извидништвото во Македонија еден период беше така да кажеме намалено, односно беше во вид во изумирање. Помош од извидникот Франција и секој волонтер од мировниот корпус, тие пред се ќе бидат ангажирани за програмата, односно за активностите, така да волонтерот од мировниот корпус е задолжен претежно за стреличарството, со тоа што тој е олимписки тренер за стреличарство, така да тој најдобро може да им представи и да им прикаже на младите како тие можат да, односно и ќе ракуваат со лаки стрела, додека извидникот волонтер од Франција ќе биде задолжен пред се за активностите кои се за ориентација. Градоначалникот Ивица Димитров, освен финансиска, на терен им понуди и логистичка, но и морална подршка, а извидниците детално го информираа околу сите активности кои ќе ги преземат на терен. Планинари од планинарскиот спортски клуб Осогово в недела ќе учествуваат на традиционалниот планинарски марш за искачување на врвот Руен на Осоговските планини, што е во организација на планинарското друштво Калин Камен од Крива Паланка. Планинарите од планинарски спортскиот клуб Осогово од Кочани в недела ќе учествуваат на традиционалниот планинарски марш за искачување на врвот Руен на Осоговските планини. Маршот е во организација на планинарското друштво Калин Камен од Крива Паланка. Истиот ќе започне од местноста Тораница во близина на истоимениот рудник. Патеката е со должина од 9 км во еден правец и е од средно тежок тип. Искусните планинари иста да ја поминуваат во период од 2,5 до 3 часа, па поради тоа потребно е планинарите да бидат со добра кондициона подготвеност. На маршот покрај планинарскиот клуб од Кочани ќе учествуваат и планинарски друштва од повеќе градови од Македонија. Планинарскиот спортски клуб Осогово е еден од поактивните планинарски клубови во државата. Пред 2 недели членовите на ова планинарско друштво учествуваа на меѓународниот планинарски марш Голак 2018. Воедно клубот организира и маршеви по сопствена иницијатива заради промоција на овој вид спорт. Членовите од Кочанскиот планинарски клуб покрај учеството на разни планинарски настани во државата, неретко учествуваат и на маршеви за освојување на познати планински врвови во регионот. Следуваат информациите од спортот. Во чест на двата празника, 7 септември, ден на ослободувањето на Кочани и 8 септември, ден на независноста на Македонија, в сабота на стадионот Никола Мантов во Кочани ќе се одржи турнир во фудбал. Истиот е во организација на фудбалскиот клуб Кочани, а на него ќе учествуваат младински екипи од Кочани и Виница. Сабота на стадионот Никола Мантов во Кочани ќе се одржи 13-тото издание на фудбалскиот турнир што го организира фудбалскиот клуб Кочани. Во чест на двата празника, 7 септември, денот на ослободувањето на градот и 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. На турнирот, освен екипите на фудбалскиот клуб Кочани, ќе настапат и младинските тимови на градскиот фудбалски клуб Осогово, Слога од Виница, како и Академија Тошев од Оризари.
а надпреварите ќе се играат на скратен терен со 8 играчи од секој тим. На финалистите ќе им бидат доделени пехари, додека сите екипи ќе добијат благодарници за учество. Воедно ќе бидат прогласени и најдобар голман, играч и стрелец на турнирот. Овој спортски настан ќе биде одлична можност за забава и дружба за најмладите генерации, а воедно преку него ќе се промовира и фудбалската игра. Турнирот е закажан со почеток од 9 часот и 30 минути. И уште една информација од спортот. Продолжуваат надпреварите во првата фудбалска лига за жени. Во недела се среќаваат Кочани Каменица Саса. За време на викендот продолжуваат надпреварите во првата фудбалска лига за жени. На програмот сте надпреварите од третото коло во кое жетварките ќе им бидат домакинки на една од екипите, која првенството го отвори со 2 победи во исто толку кола, Каменица Саса од Македонска Каменица. Двојки од третото коло, Кочани Каменица Саса, Ас Юнајтед Тиверија, Борец Прилеп, Тетово Топгол, Плачковица Драгон, Атлетико Љуботен, Речица и Статов. Надпреварот во Кочани ќе се одигра в недела 9 септември на стадионот Никола Мантов со почеток во 16:30. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатен викенд. Довидување.